Здраво, драги мои, и добре дојдовте во нашата родителска работилница Кој кого расте. Патувањето на далечни дестинации или патувањето со автомобил за многу родители е кошмар. Како децата ќе издржат на долг пат? Дали ќе се расправаат кој каде ќе седи? Дали ќе им биде досадно? Понекогаш патувањата, токму поради стресот и неприлагодените услови за децата, завршуваат така што секој со секој ќе се испокара и на крај сите ќе бидеме раздраздети и вознемирени. Затоа наша одговорност како родители е да го направиме патувањето што поудобно за сите. Битно е да настојуваме да негуваме позитивен дух во текот на целото патување, да земеме и цела торба полна со трпение и да избегнуваме ситуации што иницираат кавги, нервози, плачки. Сите што патуваат со мали деца ќе кажат дека тоа е далеко од реалноста и ете токму затоа ние правиме емисија на тема Со деца на пат. Удобно сместете се во вашите седишта и подгответе се. Полетуваме! И фрустрацијата доаѓаше со првото дете. Значи, за среќа траеше само неколку месеци. Од тие причини што претходно ги наведов. Значи, прво дете, се прашуваш дали се правиш како што треба и дали е се по некои правила и прописи. Треба да им покажеме на своите деца дека и ние некогаш сме уморни, нерасположени, тажни и да побараме тајм-аут од нив. Во тие моменти треба да им организираме игра, да им пуштиме некој омилен цртен филм и да им кажеме дека ни треба простор за самите нас. Бидејќи нашиот организам има потреба и од физичка активност и од психолошка и од секаква активност, ако сме во улога на родители, тоа не значи дека своите организмички потреби треба да ги ставиме на втор план. Да, зависи во кој период се нашите деца. Секако се работи за приоритети. Многу пати ќе речеме со сопругот да, од утре ќе се смениме, ќе си посветуваме внимание повеќе на нас двајца, да речеме, децата ќе ги оставаме повеќе со бабите, но се уште не можеме да го направиме тоа. Се уште на прво место ни се децата. На пат и во текот на престојот треба да настојуваме да менуваме што е можно помалку нешта од секојдневните навики на нашите деца. Се за патувањата со нас ќе споделат Ира Стефанов Бабиќ, сопруга на Јане, а мајка на Неда и на Јосиф, раскажува за своите патувања и изборот на дестинации кога Неда имала само 2,5 месеци, односно 13 месеци и секако за нивните ритуали при патувањата. Маја Симончева, специјалист педијатар, ќе ни даде корисна листа на медикаменти и средства за превенција на несакани состојби кај децата. Ирена Петкова, ТВ лице и мајка на Дарјан ќе биде со нас во студио. Славица Пенева е на крај и овој пат особено креативна и инспиративна со своите совети како патувањето да биде забавно искуство за целото семејство. Останете да патуваме заедно. За удобно и позитивно патување за децата и за целото семејство. Треба да имаме реалистични очекувања. Важно е да имаме позитивен став. Да испланираме почести паузи. Да земеме сликовници, книги, албуми, музика, игри, цртани филмови, портабл DVD. Да го нацртаме планот на патот и да му дадеме копија на секое дете, за самите да маркираат места што сме ги поминале. Да раскажуваме приказни, а и пеењето не би требало да пречи. Да им ги понесеме на децата омилените нешта. Уживајте во патувањето. Семејството Стефанови, освен што сака екстремни спортови, падобранство и некои слични активности, живеат и прилично отворен живот во слободен дух, многу патуваат, сакаат да истражуваат и така и ги воспитуваат децата. Денес зборуваме со Ира, односно Ирина Стефанов Бабиќ, мајка на Неда и на Јосиф, сопруга на Јане. Таа раскажува за нивните патувања, кога првпат почнале да патуваат и како изгледале тие доживувања. Ира вели дека на пат не тргнуваат без патнички осигурувања, хомеопатската аптека и перничињата за децата. Подолу во изјавата Ирина нагласува: ограничувањата за тоа каде ќе се оди и што ќе се прави не ги прават децата, туку родителите. А сега и да ја слушнеме.
Јас и сопругот многу сакаме да патуваме и пред да станеме родители исто така многу често патувавме и знаевме буквално да донесеме инстант одлука, да станеме, да се подготвиме и да тргнеме. Сега, откако станавме родители, единствената разлика во желбата и во начинот на патување е тоа што спонтанноста е намалена, да не кажам дека и е исчезната, така да има доста подготовки кои што треба претходно да ги направиме. Така да од моментот кога виртуелно ќе се запознаеме нели каде одиме, без разлика дали имаме веќе обезбеден сместување или пак сме одлучиле на лице место да најдеме сместување, не прави голема разлика затоа што нели се што треба да направиме да ја подигнеме возбудата кај децата дека одиме некаде на пат, да станеме, да се спакуваме и да тргнеме. Првото патување со ќерка ми Неда беше на нејзини 2,5 месеци, додека првото подолго патување подолго од 10 часа беше кога таа имаше 13 месеци, а за син ми Јозеф беше кога тој имаше само 7 месеци. Се одлучувавме да одиме да патуваме навечер. И ние бевме, значи, организацијски оддел, ние бевме подготвени до оној момент кога требаше да они да заспијат. Само ќе ги земевме, ќе ги спуштавме во автомобилот заспани, позади задната клупа беше прилагодена како кревет и си тргнувавме на пат, цела вечер возење, тие си спиеа, така да буквално немавме никакви проблеми, возевме релаксирани и опуштено, тие се будеа на некој час до 2 часа пред пристигнувањето, возбудени дека се водат во автомобилот, возбудени дека се на некоја нова дестинација, така да таквиот начин на патување, за подолгите патувања зборувам, се покажа на вистина како практичен и добар. Единствениот проблем при ваквиот начин на патување е што децата не се седнати во седишти и не се врзани, значи имаат помала сигурност и помала безбедност, меѓутоа не можам да очекувам од бебе од 6 месеци да издржи 12 часа седнато во седиштето и без тоа да представува никаков проблем за него, па и за нас. Најчесто патуваме со автомобил затоа што дестинациите кои што сме ги одбирале, дури кога биле подалеку, ни биле најзгодно да пристигнеме до таму, нели со автомобил. Имаме патувано и со авион. Например, сега се подготвуваме да одиме да патуваме со воз, чисто за да ги запознаеме со таквиот начин на патување. Работите кои што ги носиме на патување се менува со растењето на децата и исто така многу зависат од сезоната во која што патуваме. Меѓутоа, оно што ни е задолжително за сите патувања кога сме оделе, тоа ни е патничкото осигурување, особено кога одиме во странство, нашата хомеопатска аптека и перничињата. Сега кога беа помали, подготовките беа многу поголеми, затоа што секогаш носевме количка, транспортна кривече, постелнина, беби аларми, сите оние нели пропратни бебешка опрема која што се носи. Сега веќе откако се поголеми не носиме толку многу работи, се обидуваме да ги сведеме на минимум, само она што им е неопходно. Се трудиме да не носиме премногу играчки, освен книги, боички, за да се занимаваат во некое слободно време кое што го имаат, бидејќи на нашите одмори се трудиме да бидеме што е можно поактивни и всушност и да немаат слободно време. Многу пати сум слушала изговори од пријатели околу мене кои што велеле дека не се осмелуваат да одат на подалечен пат поради децата. Сметам дека лимитот не е во децата. Децата единствено што бараат е да бидат окружени со љубов, да им биде интересно и да имаат исполнет ден. Тоа беше Ирина, а сега следи Маја Симончева, специјалист педијатар, која беше доволно отворена и доволно љубезна на нашата молба да ни даде квалитетни насоки за тоа што од медикаменти и средства за превенција треба да носиме кога одиме на пат со мали деца. А сега фино да земете тефтер и пенкало и да запишувате. Ако треба, ќе ве почекаме. Сега може да го пуштиме прилогот, нели? При патување со мали деца се случуваат разни ситуации и родителите треба да бидат подготвени да му пружат на детето прва помош во моментот кога тоа е потребно. Прво, за разни повреди од типот на посекотини, ранички, убоди, треба да имат со себе јод или бетадин кај нас, неколку стерилни газички и ханзаплас. За покачена температура, обавезно да си носат со себе топломер, да измерат температура и да знаат
кога, на колку температура треба да дадат средство против покачена температура од типот на парацетамол препорачва. За алергиски реакции кои што се чести, дали се работи за алергија од убоди од инсекти или алергија од сонце, алергија од храна, обавезно треба да се носи лек од типот на антихистаминици. За локална употреба исто така постојат антихистаминици или средства кои што делуваат смирувачки на кожата во моментот на иритација на кожата. За изложувањето на сонце, обавезно да се користи, нели, да се понесе заштитен фактор, и тоа со повисок заштитен фактор, во зависност од пигментацијата на кожата на детето и од осетливоста на кожата. За стомачни тегоби, при повраќање, проливи, потребно е да се понесат некои од интестиналните адсорбенти од типот на медицински аглен или смекта, обавезно пробиотик и најважно од се електролитен раствор или прашок електролит кој што сами ќе си го приготват со вода. Значи никако не треба да се користи антибиотик без на своја рака, без препорака од лекар. И сега некои мајки од страв си носат нерастворен, но мој совет е да не го искористат без да го прегледа лекар. Да не употребуваат, значи, лесно расиплива храна, да бидат тоа течности од типот на чај, лимонада, свежи сокови, свежо овошје, суви пецива, кифлички, соленки, гресини, солени стапчиња или друга храна ако е подолго патувањето, но да, ако има услови, таа храна да стои на ладно или во фрижидер. Како превенција од мачнини и повраќање при подолго патување, прво и најважно е да се прават почести одмори при патувањето. Кај помалите деца и кај поголемите може да се понесе, да се даде половина час пред патувањето витамин B6, а кај дечињата над 2 години, кај кои што веќе се знае дека се осетливи и дека се јавуваат мачнини и повраќање, може да се даде средство за мачнини при патување од типот на драмамин. Претходно треба да се консултираат за се ова со лекар. Специјалист педијатар Маја Симончева ни даде и добри совети што да конзумираат децата како пијалок и храна по пат, а нашето патување го продолжуваме со Ирена Петкова, певелица во мирување, сопруга на Марин и мајка на Даријан, ангажирана професионално и спортски активна. Во право сум? Се точно. И се врати на одбојката, нели? Ама се сицна моце кога каже Ирина Петкова. Затоа се сеста? Да. Затоа што од одбојката ме знаат како Ирина Јовановска, со новото презиме, повеќе во, не знам, можеби во телевизиските води. На како сте по дома, Марин, Даријан, што се случува, со што си ангажирана, нели, претходно спомнав и се врати на одбојката? Да, се вратив на одбојката, не сум активна како играчка, одбојкарка, така, туку работам како тренер во одбојкарска школа која што е во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски, значи започнав некаде од септември, почеток на октомври. Одамна имав желба искрена да бидам да се занимавам со тоа. Можеби не сум целосно се уште посветена само на тоа и не ми е главна преокупација само одбојката и одбојкарската школа. Работам на еден проект, веќе подолго време сум ангажирана околу тоа, значи не се работи за телевизиски проект, туку по струката, така. И значи си имам работно време од 9 до 5, после тоа сум ангажирана со школата, успевам да го нели изорганизирам целото тоа време со Даријан, прошетки, убави семени ручеци и гледање филмови, така, уживање со Марин. И кога добро си организиран и кога ти е убаво, среќа си. Да. Кратко кажам. Па така е. Да. Често патувате, лани имавте едно подолго, подалечно патување. Да. Дали и како ги организирате тие патувања?
што ти е битно на тие патувања, на кои патувања сте го носеле Даријан, на кои не. Да, и такви има. Да. Еднаш на Ибица отидовте сами. Така, да. Без него. Ти раскажам и за тоа. Даријан има сега во мајке наполни 10 години и е веќе големо момче. Си разговараме како возрастни родители со него, бидејќи разбира многу работи кои што не можеше да ги разбере до пред некоја година. Пред патување, па сега многу патуваме, јас мислам дека се во своите можности и ако имаш идеја, например, малку порано да организираш некое патување кое што е подалечно, мислам дека ако добро се организираш и можеш да го оствариш. Нормално тука се и финансиите, меѓутоа сега супер што имаме поевтини летови, па некако со тоа се комбинираме. Да, спомна дека летниот период, значи минатата година, бевме на едно подалечно патување, бевме во Јужна Шпанија, значи на Марбеља. Таму бевме на одмор некаде 11 дена и после тоа поврзавме уште 4 дена во Барселона, бидејќи многу голема желба на Даријан беше да ја посети Барселона, бидејќи најава за Барселона. Тоа морам да го кажем и цело време збореше дека најголема желба ми е мене да ме однесете на стадионот каде што игра Барселона. Тоа не значи дека сите желби ние му ги исполнуваме, меѓутоа тоа беше наша голема желба, секако, да. Отидовме таму, многу е битно што не бевме значи сами како семејство, туку уште едни наши пријатели чие што дете е само една недела постара од Даријан, 7 дена се разлика, со кои што многу се дружиме и со Марко и Даријан се од бебиња заедно и уште едни пријатели кои што немаат дете, меѓутоа така една убава екипа. Супер функциониравме, отидовме значи со неколку летови дур стигнеме до Марбеља, односно до Малага. Преубаво си поминавме, тоа беше минатата година. Би сакала и да те прашам како тој се прилагодува, какво дете, како ја доживува околината и вака, дали е лесен за патување, ама прво да го слушнеме прашањето за денес и ќе се вратиме повторно да ми одговориш. Ајде. Прашање. На патување со вашите деца, најважно е: под А, да ги ставите слушалките на уши, за да не ви досадуваат. Под Б, да ги игнорирате нивните прашања, до кај сме и уште колку. Под В, превентивно да им се заканите да молчат цело патување. Одговор. Ако ви беше тешко да заокружите кој било од одговорите, честитки. Имено сите одговори се погрешни. Доколку не правите ниту еден од нив, вие сте добар родител. Кој кого расте? Секоја недела на Телма телевизија во 10 часот и 20 минути. Зборуваме со Ирена Петкова, поранешно ТВ-лице, или да речем ТВ-лице во мирување, никогаш не се знае. А јас викам готово е веќе со телевизиската кариера, ама никогаш не вели никогаш готово. Можда ќе ти понудат проект што не е за пропуштање. Можеби, да. Опра шоу. Те прашав пред паузата, пред прашањето, како Даријан се справува, да речем, со новата средина, дали е дете што е лесно за патување, што му подготвувате на пат, дали се обидуваш да го анимираш или е така по-релаксирано дете, имате ли, да речеме, DVD портабл, морате ли да носите многу филмови, јаде ли по пат, како се однесува, да речем, кога ќе стигнете? Сериозно имам среќа што не е многу прибирливо дете и некако е навикнат во тој начин на живот, динамичен наш начин на живот. И нема ништо посебно што сака поводиме на патување, дека мора да има нешто да гледа цртани. Важно му е да има добра музика и музика која што он си ја слуша. Кога беше помал, супер звездан нон-стоп одеше, нели, нормално во кола, а сега ги сака многу Maroon 5 и нон-стоп се на репит некои песни што ги сака и ние мора тоа да слушаме цело време. Тоа е интересно многу. Тоа е напорно. Да. Напорно, више ние ги научивме песните сакали или не, ама добар вкус има. Кога ги размислиш, да, не е лоша. Така.
во врска со патувањата и дестинациите кои што ги бирате, дали ги прилагодувате според него или бирате одиме, да речеме? Па еве сега конкретно спомнав дека во Барселона спомињаше дека постојано повторуваше дека сака да ја види. Така ни текна, така ни дојде идејата да отидеме во Барселона неколку дена и тоа да го споиме со некое си летно патување, односно плажа и Барселона. Маде и на Барселона нели има плажа, па искористивме и таму да се избањаме. Така да тоа беше еве да речеме негова желба. А на други патувања, на пример, пред не оваа година, минатата нова година отидовме во Венеција. Тогаш ги пуштија оние поевтините, значи летови. И ги искористивме, баш сум среќна и пред малку кажав дека имаме така можност да отидеме на некои дестинации кои што можеме да си дозволиме за да се ги видиме. Че беше со нас во Венеција за нова година, беше воодушевен. Многу му се допадна и некако патувањата, јас мислам дека за патувањата е за да убаво си поминеме е добро да имаш одлична екипа и добро друштво и обично така ги бираме патувањата. Седнуваме, се договараме, нашите пријатели кои што навистина ги имаме многу, даваме идеи, се комбинираме и секогаш некој ќе биде расположен да упадне во комбинација. Го патуваме. Да. Било да е зимски одмор или летен. Или летен. Така ќе ми кажеш можеби подоцна и што планирате за ова лето. Го пратив син ти во кошаркарски камп. Да. Како се одлучивте? Ти беше ли страв? Да, тоа беше минатата година. Почна да тренирам минатата година кошарка и нели актуелни се тие кампови. Ги броеше искрена да бидам деновите додека дојде денот кога он треба да тргне на камп. 7 дена се таму, нели сите дечиња од екипата во која што тренира. Цело време беше возбудена. Интересна работа беше што во разговор со неколку мајки кои што имаат малку поголеми деца и што деца биле предходните години на кампови, ми вика ќе видиш првите 2-3 дена супер се, после ќе ти се јавува, ќе ти вика мамо, дојди да ме земеш, досадно ми е тука. Меѓутоа, јас од Дарија немав таков проблем, ако е проблем или такво искуство. Пресреќен беше, значи се слушавме по телефон, не нон-стоп, меѓутоа барем еднаш во денот. Ја некако имам многу голема доверба во него, дали некако се поставуваме јас и Марин, а и сите околу него, како со возрасно дете, така да сваќа дека треба да е самостоен, знае кои му се обврските. Голема среќа е што тој од малечок, значи јас сум го пуштала да оди со бабите, зборам во множина бидејќи две баби се во прашања, двете супер се дружат и обично во јуни заедно одат по една недела на одмор. Сум го праќала уште од многу помал со нив и он точно си знае кои му се обврските, што треба да направи во куферчето, каде му седат работите и сум пресретна дека е така. Значи имаш доверба во него дека ќе облече пижами, ќе измие заби, ќе среди се за себе, околу себе, своите потреби, лична хигиена. Па сега вака, пресретна бив Гонце, кога се врати од камп и во разговори со мајки исто ми рекоа, ќе видиш нешто, ќе заборави, ќе остави, нема да биде толку одговорен, деца се во прашање, сега не викам дека он е совршен и дека секако што треба прави по книга, мислам сепак се работи за дете. Меѓутоа, среќна бев што донесе се дома, се имаше во куферот што сум пратила и дури кога донесе куферот, вака рече, мамо, извини што не се здиплени сите работи. И викам, уживај, важно се сите тука. Сите се наброј. Да. Сега тоа дали секој ден мил заби, мислам дека секој ден и сакам да верувам дека секој ден мил заби. Тоа дали се пресоблекувал, тоа сум сигурна, бидејќи пази кога е испотен. Сега можеби некогаш да. И тоа до толку не сум строга дека мора да биде така. Чим он убаво си поминал и чим сака пак да отиде, тогаш. Супер. Значи ова лето ќе го пратите, така? Да. Сега ќе оди, бидејќи тренира сега и плюс ракомет, обожава спорт. Значи обожава, можеби ќе направиме комбинација и камп, кошаркарски камп и со ракомет. Супер.
уште еден збор. Каде ќе одите ова лето? Не знаеме уште. Добро. Допрва. Во некој следно издание ќе ме викнеш и ќе ве извест. Ти благодарам за разговорот, беше забавно да те има човек во кој кого расте. Ете, како што реков, времето го поминавме со Ирена Петкова, а сега ќе ја слушнеме нашата редовна советничка Славица Пенева. Таа вели идеално патување со деца не постои и затоа треба да се наоружаме со смисла за хумор, ведрина и трпение. За децата препорачува да понесеме омилени предмети, забавни игри, музика и сликовници и она што ми падна најсмешно, рече да понесеме грицки. Вели, деца што грицкаат немаат потреба физички да се ангажираат. И во право е. Треба да ни биде јасно дека не можеме да имаме годишен одмор или патување како кога сме биле сами, туку и понатаму нашите обврски се 24 часа. Многу е важно да им обезбедиме забавни содржини на патувањето, да спремиме некои прашања за теми што би ги разговарале по пат, да им биде тоа интересно, да им понесеме сликовници, да им понесеме музика, весела, ведра која ќе ги расположува. Мислам дека најдобар момент за смирување на ситуацијата во кола, например, ако патуваме со кола, се грицките. Една креативна мајка би можела да направи некој сет од пластични кутии во разни бои, а содржината на грицки да биде секако изненадување за нив и тоа да им биде интересно. Деца кои грицкаат немаат желба да се активираат физички или да има конфликти и такви ситуации при патувањето. Многу е битно на децата да им понесеме омилени предмети и играчки кои нели ќе им ја пренесат од домот сигурноста на децата и на тоа патување. Кога се децата мали, тие не се во состојба да одлучуваат, нели? Меѓутоа со повозрасни деца може да се одлучува заеднички, да се планира патувањето. Родителите треба да им понудат слики, брошури, информации од интернет, каде би оделе, што нуди тоа место, каква забава. Меѓутоа би ги предупредила родителите дека треба предходно, пред да дискутираат со децата за таа тема, да постават граници. Значи, тие се тие што ќе обезбедат понуда во некои рамки за да биде тоа прифатливо како финансиски момент, како дестинација, оддалеченост, содржините што ги нуди тоа место каде што се патува. Тоа е битно однапред да се одреди. Можеме да ги поттикнеме децата сами да се пакуваат, да си ги прибираат своите работи и тоа да им причинува радост и задоволство. Битно е да ги слушате своите деца што очекуваат од патувањето и доколку е можно тоа да им го возможите. Се може да е полесно доколку има план во патувањето. Пожелно е да се одржат неколку семејни состаноци на кои ќе се договара кој како треба да се однесува. Битно е на децата да им се постават рамки на однесување во текот на патувањето и да им се каже дека ќе има за лошо однесување и некаква реакција од страна на родителите. Може да се направи пробно патување до некое блиско излетничко место и сето тоа да се извежба. Добро би било откако ќе се вратите од патување или од годишен одмор, да направите еден семеен состанок на кој сите ќе си ги кажат своите впечатоци, доколку имало нешто нели што не чинело на тоа патување, да се разгледа можноста на наредното патување, тоа да се поправи, децата да ги доживеат своите очекувања, нели доколку е тоа можно. Совршено патување нема. Планирајте и само планирајте. И наоружете се со трпение, со смисла за хумор и кога ќе тргнете на пат, се да гледате од поведрата страна. Прашање. На патување со вашите деца, најважно е: под А, да ги ставите слушалките на уши, за да не ви досадуваат. Под Б, да ги игнорирате нивните прашања, до кај сме и уште колку. Под В, превентивно да им се заканите да молчат цело патување. Одговор. Ако ви беше тешко да заокружите кој било од одговорите, честитки. Имено сите одговори се погрешни. Доколку не правите ниту еден од нив, вие сте добар родител. Кој кого расте? Секоја недела на Телма телевизија во 10 часот и 20 минути.
Децата на пат се понапорни од вообичаено, возбудени, немирни, љубопитни и навистина ни треба големо трпение за нив. Добра препорака и пред патувањето децата порано да си легнат, но наутро сепак да оставиме доволно време за мирен појадок. Она што ќе ни биде неопходно, треба да го ставиме на површината на рачниот багаж, да не заборавиме кебе и перниче, бидејќи некои деца го преспиваат скоро цело патување. А кога се будни, нормално, бараат забава. Во однос на игрите во текот на патувањето, основно е да не го загрозуваат возачот и возењето. Во однос на храната за попат, треба да подготвиме онолку храна колку да влезе во зап, што би рекол нашиот народ, а не за прејадување, и тоа треба да биде храна што не прави трошки и не е масна, и не заборавајте и влажни марамчиња, тоалет хартија, кесички за отпадоци и ако имате мали деца, секако резервни цуцли, шишиња, пелени, па и нокшир ако треба. Убаво би било да направите и редовна контрола кај педијатар пред да тргнете на пат и секако да замолите препорака што да понесете како превентива. Но, бидејќи ние тоа веќе го направивме за вас, вам ви преостанува само пред да одите на патување да ја погледнете во целост оваа емисија на YouTube, која ви нуди добри насоки како да поминете мирно, спокојно и безгрижно патување со вашите деца. А по патувањето секако ќе ни пишете на Facebook или на којкогорасте@oho.org.mk. Секое добро и среќен пат!